Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видеоизбор, ви го презентираме и светот на Македонија. Од Ирак и Сирија до Газа, од Јужен Судан и Либија до Украина, оваа година беше драматична кога станува збор за бегалците, нивните страдања, но и безбедносните ризици кои доаѓаат од ваквата раширена појава. Се очекува бранот да се зголемува пред се во земјите во Европа, а таа закана доаѓа главно од Турција. Гоце Атанасов. Само во оваа година, според Меѓународната организација за миграции, над 3000 луѓе загинале во обид со бродови преку Медитеранот да стигнат до Европа, што е двојно повеќе од претходниот рекорд забележан во 2011 година. При тоа, секој емигрант или бегалец на шверцерите на луѓе им плаќале околу $6000 со цел да бидат префрлени во Италија или во некоја друга земја членка на Европската унија. Инаку во Турција само во изминативе неколку недели над 150.000 сириски курди пребега, присилени од бруталното напредување на милитантите на Исламската држава. Our border is open because of a humanitarian situation where unfortunately international community and those who are accusing Turkey now. Турција во моментов има згрижено над 1,5 милиони бегалци од граѓанската војна во Сирија, која почна во 2011 година како бунт против режимот на председателот Башар ал-Асад. Обединетите нации предупредуваат дека тој број би можело драстично да се зголеми доколку продолжи освојувањето на милитантите кои се соочени со постојани воздушни напади од авиони на сојузничката коалиција предводена од Соединетите држави. Турската војска ги има под контрола главните места и постојано патролира на границата, но доколку напредувањето на џихадистите продолжи, тогаш, според делот аналитичарите, ќе мора да дојде и до воен ангажман на Турција. Во него сега се вклучени неколку арапски земји, но успехот според аналитичарите ќе биде поголем доколку во неа се вклучи и Турција. Делот аналитичарите велат дека е лесно да се свати досегашната турска неподготвеност да се приклучи на западната и на арапската алијанса. Турција има стотици километри поразна граница со делови од Сирија и Ирак кои сега се под контрола на милитантите на Исламската држава. Од друга страна, поради непријателствата со сирискиот председател Башар ал-Асад, Анкара им даваше помош на скоро сите опоненти на неговиот режим, вклучувајќи прилив на поддржувачи на сириските бунтовници, кои потоа метастазира во џихадисти на Исламската држава. Доколку председателот Реджеп Тајип Ердоган ја пушти втората најголема армија во НАТО против милитантите, тоа ќе биде голема воена предност, но очигледно ќе зголеми опасност од крвави терористички напади во турските градови. Сепак, никој нема поголем интерес од Турција за елиминација на милитантите на Исламската држава. На ниту една земја не може да е удобно да живее во соседство со група чие варварство нема граници и која е закана за сите секуларни режими, како турскиот. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Нелегалните мигранти низ земјите од Западен Балкан е значително во пораз во последните години, оценува шефот на канцеларијата на ИОМ Сонја Божиновска-Петрушевска. Во разговорот со Фросина Димеска таа додава дека мигрантите најчесто се од Сирија и од Авганистан, а преку Хрватска или Унгарија се обидуваат да стигнат во земјите на Европската унија. Вашата организација се занимава со нелегалните миграции. Колку според вас Македонија е транзит земја за нелегалните мигранти? Регионот на Западниот Балкан се соочува со значителен прилив на мигранти кои што доаѓаат од одредени азиски и африкански земји. Овие мигранти транзитираат преку грчко-турската граница и земјите од Западниот Балкан во обид да пристигнат кон земјите членки на Европската унија. Според податоците на Frontex има значителен пораст на бројот на ваквите ирегуларни премини низ целата западно-балканска рута. Имено, според статистичките извештаи на Frontex, во 2010 година оваа бројка изнесува 3090, додека во 2013 има значителен пораст, односно бројката изнесува 19950 ирегуларни премини низ целокупната западно-балканска рута. Како според вас државата се бори против нелегалната миграција? Значи се преземаат значителни мерки. Ваквите ирегуларни миграцијски текови се вообичаено проследени и со зголемени криминални активности од страна на криумчарите на мигранти, кои што се обидуваат да ги олеснат ваквите ирегуларни миграцијски текови. Имено се преземаат соодветни мерки против криумчарите
Исто така се преземаат и мерки кои што се однесуваат на идентификување на ирегуларните мигранти, мерки за засилени гранични контроли, потоа мерки за зголемена соработка со земјите во регионот, како што се заедничките гранични патроли, потоа заедничките контакт центри за полициска соработка. Значи се преземаат значителни мерки. Граничната полиција има доста солидни капацитети, но сепак треба да се земе во предвид дека станува збор за една вонредна состојба, станува збор за еден голем прилив на мигранти, така да е потребна поддршка во смисла на опрема и во смисла на справување со овие комплексни миграцијски текови. Велам комплексни затоа што во себе вклучуваат разни категории на мигранти, така да се потребни и вештини во поглед на идентификација на нивните потреби, како и скрининг на мигрантите. Според вашите анализи, од кои држави најчесто се нелегалните мигранти кои што транзитираат во Македонија и кон кои држави практично се упатуваат? Значи, според анализите на ИОМ и Фронтекс, најчесто мигрантите и моментално се од Сирија и од Афганистан, но исто така постојат мигранти од други земји, како што е Сомалија, како што е Еритреја, како што е Пакистан, Палестина, Бангладеш и други северноафрикански земји. Значи, рутите почнуваат од овие земји, потоа се транзитира преку грчко-турската граница низ земјите од Западниот Балкан со цел да се стигне преку Хрватска, односно преку Унгарија во земјите на Европската унија. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентиравме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.